Рено Клио. Или подобро Рено Клио. Македонскиот автомобил. Како тоа сега македонскиот автомобил, кога доаѓа од француска марка, се произведува во Бурса, носи имена божица од античката митологија Клио, Клео. Македонски автомобил, затоа што во времето кога македонскиот автомобилски пазар на нови автомобили беше двојно помоќен, поброен, отколку денес, овие автомобили, како Клио, автомобилите од оваа класа, што јас ја нарекувам градска, меѓутоа тоа не е градска, тоа не се автомобили кои што се ограничуваат само на градско возење, сочинуваа преку половина од продажбата. Тие беа носечки автомобили. Прв избор на македонскиот купувач, прв избор на македонските возачки и возачи. И во тоа време, македонките и македонците имаат двојно повеќе пари, имаа фирми во кои што вработуваа повеќе лица, не бевме сите one man show, еден за се, не бевме задолжени, немавме метежи низ градот, со еден час патување од работа до дома и назад, и не бевме задушени, не бевме загушени, не бевме затруени во издувни гасови од автомобили. Што се смени? Се смени тоа што поверувавме дека е подобро да се купи луксузен стар автомобил со убава значка напред, со убав знак некој што сјае, свети, убава исполирана каросерија. И поверувавме дека тие автомобили, големи, луксузни автомобили од 16 рака донесени некаде од надвор, главно од Бугарија, или можеби од Германија, Швајцарија и слични пазари, дека се подобро решение за 5000 евра, отколку нов автомобил од оваа класа кој што чини 20.000 евра. Меѓутоа, не се само 5000 евра, туку секоја следна година плаќате уште по 2000 евра за тие луксузни, моćни автомобили што бараат поправки, што имаат техники 16 пати посложени отколку за ова чудо градско автомобилче. Автомобилче од градска класа, убаво, симпатично, ајде да не го фалам сега уште толку. И кога по 5 години ќе направиш математика дека си дал за старата кола повеќе пари и дека за тоа време си можел да вложиш во нов автомобил, што по 5 години ќе има уште 20 години возење без какво и да било посериозно сервисирање. И така поверувавме во една лага. Сега многумина се освестени и знаат кои се вистинските вредности на автомобилот Клио. Клио, божица на македонскиот автомобилски пазар. Ете како што ветив, да не уживам само јас во оваа македонска убавина. Клио, еден од најважните модели во градската класа, во македонската автомобилска класа. Покрај Peugeot 208, покрај Opel Corsa, покрај Citroen C3, секако покрај Volkswagen Polo. Кого пропуштам? Клио низ историјата бил и луксузен автомобил, и достапен автомобил, и автомобил што го избираат фирми заради ниските трошоци, заради задржувањето на вредноста, заради издржливата техника, заради Клио. Но гумина кога прв пат го видоа ново во Клио на слика, па не беа нешто многу одушевени, не изгледаше како Клио. Навикнавме долго на изгледот на Клио. Меѓутоа, Рено веќе еднаш направи голема револуција, кога Рено 5 во 90-та година го замени со Клио. Тогаш Клио беше прв модел што бројченото означување на моделите на Рено го замени со имења. Им даде имење, им даде емоции на автомобилите. Рено со првото Клио во 90-та година имаше намера да внесе поголема суштина, содржина во автомобилот градската класа и успеа во тоа. Имаше Клио Вилијамс, тркачки, имаше Клио Бакара. Сега е следната голема револуција во дизајнот, во пристапот, во дигитализацијата, во системите за асистенција. Возењето
со придржување кон камерите, никогаш не било поедноставно отколку со технологијата која што ја нуди ова Клио. Камери, радари, сензори, повеќе не ни пречи тоа што конечно доби смисла со воведување на Safe City и не пречи, туку навистина е уживање возењето во град со таа технологија. Голем автомобил, важен автомобил. Да не објаснувам околу дизајнот, ќе пуштам сликите да зборуваат. Рено денес има две Клија или две петки. Затоа што од една страна го има електричното Рено 5, која што постигна многу, промени многу во светот на електричните автомобили, затоа што се понуди како еден од најдостапните автомобили, а сега по него ќе следи. Промени многу затоа што понуди електричен погон по достапна цена, со имидж на Рено 5, еден од култните модели од 70-тите години, кои што траеше до 90-тите, кога Рено 5 стана Клио. Така што и Клио денес е петка, меѓутоа во друга насока. Рено 5 електрично, Рено Клио бензинско и хибридно. Ова е со најкласичниот погон кој што денес може да го понуди автомобилската бранша или смее да го понуди. Не е благ хибрид, не е хибрид, нема ништо такво. Има само старт-стоп систем и толку. Дали е штетлив, ќе видиме понатаму. Дали е моќен, и тоа ќе видиме понатаму. Рено Клио во моментов го прикажува најдобро тоа што го остави зад себе еден од најуспешните и најценети менеджери во автомобилската бранша. А тој човек се вика Лука де Мео. Лука де Мео направи Рено Лушан, Рено Луција, промени со тоа што притисна за дигитализација, притисна за хибридизација, електрификација, на француизација, односно европеизација. И што уште смени? Го смени тоа што додаде повеќе модели, поголеми, поскапи модели на Рено, кои што носат поголема заработка. Тој легендарен човек, Лука де Мео, се замина од Рено затоа што немаше веќе што да направи, немаше веќе што да постигне. Направи се. Го смени Рено, го стави на совршен пат. И Лука де Мео се замина како звезда од автомобилскиот свет. Денес работи за еден моќен, моден конгломерат и таму се опрашање десетици милиарди, стотици милиарди промети, профити и слични работи. Работи за Керинг, односно Гучи. А тоа што го добиваме тука во Клио, па е нешто различно, нешто француско, нешто очекувано. Очекувано во смисла на промената која што ја очекувате од Рено. Сите забележуваат дека има големи дисплеи. Да, меѓутоа е сменето многу. Овие дисплеи сега одзвонува. Толку е тивко тука. Овие дисплеи повеќе не се само 10,25 инчи, туку нудат подобра графика, нудат побрза работа, нудат многу по-голем обем на функции, на информации, прикажување на информации, едноставно се надоврзуваат, делуваат природно. Во место сесија во ред, но да видим како е во возење. Уште од старт ќе почувствувате колку лесно оди Ременов, француска работа, значи гледаат да му угодат на човек сега кога стартувањето со картичка. Тоа е веќе традиција. Старт-стоп,
Ова е основната моделска изведба со 1-2 литарски мотор со 115 конски сили, една од двете погонски опции. Освен оваа, има уште една, тоа е full хибрид, полн хибрид со 1.8 литарски мотор со 160 конски сили. И нормално, најважната работа, multi-sense. Сега е во спортска програма, се менуваат бои, се менува реакција на моторот, се менува и поддршката, сервоподдршката. Да видиме што умее уште од стартува ова Клио. Да, трите цилиндри го има звукот од препознатиот за трите цилиндри. Тука е малку по-груб асфалтот, се слуша присутен е звукот од подвозијата, меѓутоа генерално тоа што претходно го искусите можна е дивко, тука е да се вратиме на пофин асфалт, да видите разлика. Ова до сега не помнам автомобил од оваа класа волку меко и дивко да помине овде оваа катастрофа од асфалт. Браво! Навистина не правам реклама, туку навистина ме изненади. Предходно возев, имам неколку стотина километри направив главно градско, приградско возење. Сега прв пат излегувам на автопат и ова ме изненади. Сосем неочекувано. Над класава. И првата проверка на возната динамика. Клио. Платформата е истата како претходно. Меѓутоа се направени унапредувања, вообичаено. Проширена е трагата на предната оска за 30 мм, може би 34, не помнам. И на задната оска исто така за 10 мм. Тоа е во иста насока направено како кај фейслифтот на Каптур и со тоа е додадено во возната динамика. Управувањето работи подиректно. Тоа многу добро го почувствував уште кај Меган E-Tech, електричниот на тест и добро. Значи има милион системи за асистенција и камерата многу француски е вградена тука, не нападно. Значи не ви изгледат, не ви е тука под брада како некој надзор да ви врши постојано, туку многу по ненападно. Французите знаат да ти направат, да ти биде пријатно. Медиумското расстојание е малку зголемено за 8 мм. Тежината не се смени, околу 30 кг е зголемена во споредба со претходната генерација, меѓутоа е значително зголемена, должината е зголемена, главно назад е проширен каросерискиот превис, опашот е продолжен и така се добива и тој огромен багажник, навистина огромен багажник. Рено не направи лажен основен модел. Не е автомобил кој што постои само за да се стави на реклама и кој што никој нема да го купи по таа цена, никој нема сака така. Уште во основната изведба, се добива 1-2 литарски мотор со 115 конски сили и фантастично ниво на опременост. Ова е второто ниво на опременост, техно, и се гледа и се чувствува дека е богато опремено. Моторот најдобро го отсликува тоа што имаше Рено намера да го направи со Клио. Значи, да го подигне нивото на Клио за едно скалило погоре, во секој поглед, и во моторот. Во споредба со основниот мотор кај претходната генерација, кај Клио 5-та генерација, тој имаше 90 конски сили, тука се 115 конски сили. Вртежниот момент се зголеми од 160 на 190 Нм и се постигнува и максималната моќност и максималниот вртежен момент се постигнуваат при пониско ниво на вртежа во споредба со претходничката. Порасна и работната зафатнина. Од 1,0 литар кај претходникот, тука се 1200 кубни сантиметри, менуваат
истиот мотор кој што се вградува и во хибридните изведби, во full хибрид, полните хибрид изведби на Рафал и на Аустрал со 200 конски сили. Не се добива чувство дека се вози модел, основниот модел. 6-степен мануелен менувач, многумина ќе се израдуваат. Се израдував после толку време што ќе имам рачен менувач да се вратам во моите млади години. И менувачот има кратки, меки одови, а нема прецизност, може малку, може да било додадено малку повеќе прецизност, колку да се забележи нешто. Евако, значи и тука на лежачки полицајци без проблем, без никаква паника. И куси одови има, меѓутоа сакате малку да биде ковчесте. Јас така го нарекувам ковчесте, има одови, не е тоа секако престрашно. И има крупна глава на рачката на менувачот, значи рачен менувач. Имате работа. Потрошувачката до сега ми е 6,4. 22 километри од почетокот и сега да имам камерава, веројатно нема да ме предупредува дека не гледам или не знам што. My driving. За безбедност 52 бода ми дава од 100 за тоа што раскажувам многу и гледам кај што не треба. Меѓутоа, возам еколошки 87, ето тоа сум добар. Има интересна графика. Ми прикажува како во изминативе 30 минути како се движела потрошувачката моментално во споредба со просекот. Навлез сум во Куманово, просечната потрошувачка се спушти на 5,6, значи по овие 30 километри од почетокот на турава. Не сте цело време свесни дека е тоа Клио, значи градски автомобил, условно кажано градски автомобил, туку автомобил кој што има полна вредност. Спортската програма влијае меѓу другото и на сервоподдршката на управувањето. Да, брзо доаѓа до максимално дозволено број на вртежи 4750, над тоа нема потреба да се врти повеќе. Не е мотор кој што ќе го измачувате, еве тука забрзува, да, има долги преносни односи, ниско ниво на пучава, ми се допаѓа како е нагоден моторот. Има резерва. Често пати ви се случува со мануелен менувач, ќе ви се случи да се заборавите во превисок број на превисок степен. Еве сега во 5-тиот степена со 80 на час овде на гордината по Куманово со 2100-200 предпоставам графикон ми е, немам бројка точна. Качува, меѓутоа ја одржува оваа брзина, нема проблем, нема потреба да вратам на четврта. Што тргнав да кажувам? И има убава подлога од ньютон метри од вртежен момент за да дозволи такво течно возење. А конструиран е токму со таква цел да овозможи меко, опуштено, релаксирано возење. И за изолацијата исторено наведува дека намалено нивото на бучност. Сега има изолација во предните столбови, во А-столбовите. Аеродинамичноста исто така е подобрена. Сега 0,30, беше 0,32. Во бројки тоа се 67 децибели при стандардно мерење, значи во возење. 67 децибели наспроти 70 децибели кај предходничката. И како што предпоставив, вредноста на потрошувачката е 5,2. Ниту нешто сум одземал, ниту сум се воздржувал од динамиката на возење, 5,2. Меѓу најниските вредности со вклучена клима, па и во спортска програма. Ете така.
чисто колку да ресетирам. Со ниска потрошувачка, но тоа што остави главното што ме убеди во овие 70 километри до тука, тоа е мекоста во возењето, француското во возењето. Добро амортизира, тивко, има напредок во изолацијата, меѓутоа главна амортизацијата остава впечаток. По Кратово доаѓам со просечна потрошувачка од 4,2. Но затоа сега следи префрлување во спортска програма. Ето. Се е во црвено сега. Значи моторот реагира побурно, подинамично реагира, педалата за газ реагира подиректно, сервоподдршката се смалува, има во средното подрачје, главно е послужен најголемиот вртежен момент, односно се сведува на тоа, така е калибриран моторот. Повлекува добро, тука ќе не треба вака да видиме сега колку вртеж имам. Ето, 3.1, толку. Меѓутоа солидно повлекува. Нема потреба да префрлувам во понизок степен, во трет степен со оваа брзина, тоа е сосем доволно. Значи, и во поглед на испораката на вртежен момент, на моќност, и во поглед на стабилност, но се чувствува дека има доволна динамика. Да, ја следи, чисто ја следи линијата, преносните односи и тука задоволуваат. Очекував дека моторот поради пониската работна зафатнина ќе побара малку повеќе вртежен, меѓутоа така е нагоден. Значи, за да испорачува повисок вртежен момент, односно да го пумпа вртежниот момент во средното подрачје на вртеж. И нема потреба да го вртите на 3.500 вртеж. Тоа што полага Рено многу е смалување на бројот на вртежи на воланот, односно подиректно управување со скусување на преносниот однос. Има 2,4 че нам вртежи од еден до друг крај. Тука ќе видиме едно забрзување малку. Толку. Значи врти моторот, прифаќа и повеќе вртежи. Да, врти и далеко над 6, но нема потреба. На кој сака спортско возење, а ете му електрична петка. И Алпин изведба 290 врста основа, тоа е сосем друга платформа и електричен погон нормално. Релаксирачки. Значи ви дава доверба, ви пренесува, ви посредува доверба. Може да верувате во возилото дека нема да биде недораснато за некоја свиок или за некоја брзина или едноставно еве течно возење, комотно опуштено на шкури. Тоа е превојот. Имам вредност од 5,8. Не се испаничи многу. Максимално што сум ја качил потрошувачката е да, некој ќе се исплаши од ова 13 литри, пила пред 5 минути. Значи на делот каде што забрзав најмногу, ги прикажува тие вредности, но тоа секако е прошекот, тоа е резултатот е 5,7. Кусо пред втората контролна точка имам вредност 4,5 и графиконов се е у минус. Ме изненади. Да, навистина ја смалив малку динамиката на возење во споредба со претходните возила кои што беа на тест, но не очекував дека толку драстично ќе ја смали потрошувачката.
е делница на спротивности. Од една страна, тука е најмазниот асфалт во цела Македонија, недвојбено, а од друга страна, откако ќе излезам од Крупишта, следи најлошиот пат, најоштетениот, најнеодржуваниот пат. Меѓутоа, таков сакаме, добро реагира. Многу често нервираат овие споеви. Клио е отпорна на овие споеви. Навистина, одвај дека се чувствуваат потресите, звукот единствено, да? Тука има една мала пауза, колку додека дојдеме до тој дел каде што следат вистински потреси, протресувања. Тоа е тест и за комфорт и воедно за издржливоста на автомобилов. На тој пат, ако го поминете, а ништо не се откачи, значи добро е изработен автомобилов. И тоа што камерата не го фати, меѓутоа мене така ме подисплаши малку, од спротива ми наидуваше возило кое што ми доаѓа точно кон мене, значи во моја лента, лик беше залетен, дојден од свиок, за да ја избегне дупката на патот. А патот е оптоварен, не е до толку дека се е препуштено на автопат и на слично, далеко е од тоа. Секогаш има сообраќај, меѓутоа го кажувам тоа за да укажам дека е опасно. Ваков пат да се остави е опасен. Уште малку, па доаѓа тој дел, еве го. Најмеко возење од оваа класа што го имам досега доживеано. Присутни се звуците, но пак се ублажени, меки. Има добра изолација. Тоа кажува дека има добра изолација меѓу воделките, значи меѓу суспензијата, меѓу подважите, меѓу каросеријата. Од друга страна кажува и на конструирањето, значи и при проектирањето самата крутост на каросеријата, доколку нема доволна крутост, ќе одзвонува, ќе се појавуваат резонанци, што да му најдам недостаток, ќе биде неинтересен тестов. Кажам дека троши многу. 3,3 до сега е потрошувачката. Не ми се брза. Има тука убави клетки, ова е родна, плодна Македонија, работлив народ, прекрасен народ, убави автомобили. Ето, Македонија. По 30 километри од поаѓањето од Пробештип. Штип го одминав, сега сум во правец кон Велес. Имам просечна потрошувачка 3,6. Шестиот степен е исклучително долго пресметен. Пробувам тука, експериментирам дали би можело да функционира и во 6 степен. Да, има течно возење дури во 6 степен при 80, меѓутоа тоа што го увидов е што е пресметан така што при 100 км на час постигнува некаде околу 2000 вртежи, толку можам да видам, што значи дека пред 4000 вртежи би постигнал доколку качи 4000 вртежи во 6 степен, би возел со 200 км на час. Значи, толку долго е пресметен преносниот однос. Крајната брзина му е 180 на час, забрзувањето е значително подобрено во споредба со предходничката, 2 секунди, околу 2 секунди. Релаксираноста важи за потрошувачка. Тоа е поентата на автомобилов. Автомобилов има ниски оперативни трошоци, ниски работни трошоци, ниско сервисирање, да не продолжам што се значи градски автомобил. 4,3 вредност на потрошувачката. Тука малку подсенка, затоа што е 28 степени. И да резимираме. Нема што да резимираме. 4,3 е просекот, без каква било задршка, без каква било намалување на температурата, на работата на климатизација. Кај малечките мотори, ако овој не е малечок, кои што се добри, штедливи, примерни во секојдневието,
Сите се среќни кога ќе се излезе на автопат, одеднаш се покажува еден недостаток, клучен недостаток, а тоа е нагло и драстично зголемување на потрошувачката. Сега, видиме што ќе каже Клио. Тука е надолнина, убава врска меѓу степените. Во првите 4 степени, 5 и 6 веќе се подолго пресметени, знаат луѓе што прават. И еве го патното темпо со звуците се во ред. Нема нешто да пречи вообичаена звучна кулиса. Нема некој немир во управувањето. Уште едно забрзување. Да, е присутен моторот звучно кога ќе се сврти над 4000, но нема потреба да се врти толку, затоа што веќе при многу пониско ниво на вртеж испорачува вртеж од момент како што спомнав многу пати до сега. Работата е дали ќе ја искачи оваа нагорнина во 6-тиот степен. Турбо надполнењето надоместува за работната за фатнена. Еве, што повеќе доказ? 1-2 литарски мотор, 3 цилиндри, меѓутоа турбо надполнење, видиме меѓу забрзување, првите 4 степени се покусо степенувани, еве 60. Качи до 6400 без проблем и забрзува на горнината, ја познаваме сите. И продолжува. Значи да не докажуваме доколку се може. Тоа ми покажува дека има моќност машинчева. Доброто е тоа што тежината не порасна. Рено ја зголеми каросеријата, додаде опрема, што требаше да се одрази, да се рефлектира врз тежината. 2500 вртежи, со овој пренос, при 5000 вртежи, би возила 250, околу 250. Ето, значи да, тоа толку е долго пресметен преносниот однос. Секако не може 250 да постигне ова машинче, меѓутоа, тоа треба да се одрази и врз потрошувачка. А да видиме што вели тоа за сега. 8,2. Одлично. Да видиме што менува во спортска програма. Спортски ете. Да, може би се чувствува малку под ослабената сервоподдршка, малку е подзавртен волана, да се чувствува, навистина има ефект од префрлувањето, не е само со педалата за газ, туку има и врз управувањето има ефект. Браво. И пак, тоа со темпоматот, значи досаѓа многу, меѓутоа важна работа е денес кога имате камери на сите страни, ја задржува брзината и на надолнина. Тоа е голем квалитет, посебно што кај бројни модели автомобили се прекинува работата на темпоматот. Дали ги активира со пирачките, не знам. Но, кога сме веќе кај сопирачките, за разлика од претходната генерација, тука работат 10 сопирачки назад и вредноста што ја добиваме тука е сосем за очекување. 6,2. Повеќе однесувањето, односно штедливоста, и кога ќе се излезе со
брзина на автопат, каде што бројни автомобили со ова зафатнина порано, пред повеќе од деценија, покажува огромен раст во потрошувачката. 6,2. Браво! И оставаме уште да најдеме сенка и да видиме какви квалитети има ова машинче во стоење. И секако дека влегувањето е француско, со картичка. Тоа е веќе долга приказна. Жан-Мишел Жар. Тоа е големо име од светот на електронската музика, од поп културата, од културата општо. И Жан-Мишел Жар и тука работеше на сите звуци, на сите овие симфонии кои што ве пречекуваат, ве отпоздравуваат, ве поздравуваат. Така беше уште во електричниот Меган, во Меган Етек. Дисплеите сигурно нема повеќе да ви пречат. Кога ќе ја погледнете оваа чистота, резолуција, графиката ќе ве одушеви. Не е само еден приказ, тука е цел свет. Имате приказ на неколку различни дисплеи, значи навигација, да биде во средина, да биде системи за асистенција, па понатаму да прикажува, што прикажува сега? Брзина прикажува, бројаш на вртежи, тоа што ми е многу интересно, ви дава оцена за возењето. Во текот на возењето ви го прикажува скорото, односно бодовното салдо за безбедноста и за штедливост, односно за грижата кон животнава средина. Во основа, ракувањето е интересно, е свежо, е Рено, е француско, е 2026 година. Овој финиш, ова штосен финиш тука, изглед на материјал, го нарекуваат burnt metal, односно изгорен метал. И да, тоа е нешто нова, француска работа. Тука има платно. Сега нема нешто премногу од тоа платно. Тука веднаш има и овој финиш. Сјаен финиш. И сега, да, тоа е тврда пластика, но кому тоа му е грижа? Значи, дали при седнување секојаш ќе направите овој, дали е важно тоа? Не. Да, тука вградиле платно, убаво француско штоф. И да, еве ви платно, не гледајте понатаму, доволно ви е тоа. И еве ви бурнт метал, сепак е тврда пластика, е цврста пластика, но не изгледа ефтино, има некој релјеф. И оваа тука пластика не е нешто премногу ефтино, далеко од тоа дека е ефтино. Овде има некој појас, нешто, некоја како подковица. Средишната конзола е некако тенка, но добро е тоа што е тенка, затоа што има повеќе простор за нозе. Тоа е во ред. Вративе, да, и тука има малку платно, има многу ефектно решено осветлувањето, различно. Ова е нивото, второто ниво на опременост, техно. Не отстапува премногу од основното ниво, каде што веќе се добива доволно богата опременост, навистина, тоа го одликува Renault Clio во оваа генерација, значи богатата опременост, меѓу бројните одлики е тоа. И да, има амбиентално осветлување. Да, овде има некоја кожичка, нешто што личи на кожичка, да, и подпирачот е обложен тука за лакт, меѓутоа овде пак ви доаѓа некоја површина која што е тврда, цврста. Таа е класата. Да не забележуваме таму каде што не треба да се забележува. Има некоја конзола, тука полнач нема. Полнач има во врвното ниво на опременост Esprit Alpine. Овде има некоја малечка преграда, подпирачов, преградава под подпирачов за лакти, некако француски малечка, но ја има. Седиштава се нормално, овде има облога од страна со тоа што е некоја вештачка кожа, на која што не се бунам денес. Значи, тоа е квалитетен материјал денес. Не мора се да биде кожа и има предности. Меѓу другото, седиштата се убаво обложени, има странична поддршка, не се претерано нагласени спортски, не се школкести до толку. И просторов
пред совозачкото седиште, касетата е повлечена многу нанапред, тоа е по пример на Renault 5, касетава не е голема, по пример на Renault 5, затоа што остава повеќе простор за долгоноги со патнички и остава простор и за да се помести совозачкото седиште понапред малку, за да се ослободи повеќе простор за патниците или патничките на задното седиште. Воланот исто така е коцкастата форма, уште одамна ја почитува Renault. Renault беше меѓу првите марки која што почна со електронизација. Safran 25-ка беа модели кај што многу имаше, TX каде што имаше многу електроника. Еве до кај дојде. Воланов ми се допаѓа, ракувањето ми се допаѓа, многу е прегледно, многу е интуитивно, е убаво изработен Воланов, отмено, скапо изработен, ќе ви се допаѓа, да, кожа, перфорирана е тука, кај што, не знам што ќе ми е тука да е перфорирана. Има при дебелување тука, да, тоа го има, убави се овие површини, јасно ракување. Не се бунам со ништо. Значи, од седнување од една во друга кола, обично ми треба да се привикнам, да се одвикнам од едната, да се навикнам на другата, овде е совршено ми легна. И тоа што е многу важно е мултисенс. Мултисенсот тука е стандард во нивото техно, и е многу згодно. Пак ли ќе користам згодно? И е многу корисна работа, многу ќе ве усреќи. Затоа што го има тоа. Копче именувате тука спортска екопрограма, таа што ќе си ја нагодите по расположение и слично. И камерата не ви е тука под брада и да се чувствувате како некој надзор да ви врши постојано, тука многу поненападно. Овде имам звучна заднина од кравички, си се враќаат, им снемува сонце, сами си се враќаат, добро, да не раскажувам многу назад. Значи, ова е, како што е моето наместено седиште, така, еве, назад колку се добива простор. Па солидно. Не е тесно, да, колку што се очекува во градски автомобил, но е добро што има многу простор за стопалата, значи да ги сместите стопалата под седиштето, но тоа се сметало. Има некои 2-3 прсти, има вдлабнување, не се труделе нешто премногу да вдлабнуваат и да одземаат од материјалот во седиштата. Джепчиња убави, што има друго? Приклучок за 12 волти. Не знам зашто тука има приклучок за 12 волти, а нема USB. Повеќе би сакал тука да е USB. Зошто нема USB, а има 12 волти, не знам, добро тоа се решава. Знаат децата сега што како функционира. И убава се добива. Не се гледа во ефтин материјал. Ова е некој рециклат. Но не е толку нападно. Французиве нагласуваат дека има многу голема содржина на материјали од рециклирано потекло, од рециклирана природа. Вративе назад, да, ова е едноставна површина, но во таа класа ретко дека некој нуди повеќе, исто и овде подпирачиве за лакти, нема нешто облога, нема никакви играчки, но просторноста е во ред. Значи имам простор за глава, имам 3 прсти имам над главата, има и од страна место за да видиме. Да, не стеснува. Тоа што се чини дека купеовскиот завршеток одзема од просторот за глава е само дело на дизајнерите. Значи, кога ќе ја погледнете од страна, прво би помислиле дека нема место, но очигледно има место. И еве ова е некој лед светло. Просторноста, значи, одговара. Има широк излез, отворот е доволно широк. Нема некоја гимнастика повеќе да се прави, да, излегувањето е добро. Повеќе ќе ви се допадне колку лесно се влегува и излегува во споредба со други модели, но тоа што најмногу ќе ви се допадне, веројатно е багажникот. И како што реков, багажникот. Копчето е сокриено
не за да не го гледат, туку е сокриено за да не се валка и не забележав дека нешто се валка предходно, сега е секако совршено измиена, 391 литар. Толку има простор овде, е значително поголем простор, тоа што се забележува е висината на товарниот трап е доста висока, доста е висок, тоа значи дека ти мора багажот да го подигнете повисоко при товарење. Тие 65 мм колку што е продолжена каросеријата, повеќето оди на просторот назад, значи на каросерискиот превис назад, додава во багажникот и затоа се добива оваа фамозна големина од 391 литар. Има правилна форма, тоа што ми исто така ми се допаѓа што се обложени овде страниците, француска работа, целиот багажник е обложен, тоа го спомнав, значи високиот товарен рап, меѓутоа тоа и дава цврстина на каросеријата и заштита секако при судир од назад. И тоа што исто така ми е чудно е оваа полица, веројатно се доплаќа кај некој пакет се добива цврста полица, тука е нешто што е не очекував дека толку едноставно ќе биде, меѓутоа сигурно не се сомневам дека Рено, производител на ванови и познат по практичност на своите автомобили, има подобро решение за тоа. Значи, кој очекува поголема практичност, ете го, или пакет, или уште повисокото ниво, меѓутоа таму е веќе целосен луксус. И да се вратиме на воведот, на македонското во Клио. Тие големи лимузини, стравоносни джипови, туѓи автомобили кои што ги увезуваме во изминативе деценија и пол масовно. Не усреќија. Овие автомобили, од друга страна, градските автомобили, македонските автомобили, не се тие кои што ги изградија оние ридишта со автомобили фрлени на отпад. Пораснати се секаде. Забележете ги. Јас ги имам забележано одамна. Забележете ги колку им се уште светнати каросериите, колку се лични, со хром на нив. Тие автомобили со тие сјајни каросерии завршиле на отпад. Зошто? Затоа што се прескапи за одржување. Доаѓа време кога веќе се откажувате, кога гледате дека тоа е бунар без дно. Нашиот народ го користи тоа кога се вложува во нешто кое што не возвраќа. А што е македонското во Клио? Токму во тоа. Тоа е суштината. Затоа толку го нагласувам македонското. Македонски автомобил. Затоа што трошоците за одржување се ниски. Сервисирањето е ниско. Нов автомобил не е расипан автомобил. Кога ќе дојде време за дефект, тоа ќе биде после 20-25 години да се поправи некој дефект, да се отстрани некој посериозен дефект. Забележете колку од овие автомобили, од тие времења, од златните времења на македонскиот автомобилски пазар, а тоа е од 95-та година до 2010 година, постојано се развиваше пазарот. Забележете колку од тие градски автомобили се уште се возат оддржани, ниту чурат. Имав и едно видео на Инстаграм, многу гледано, и Рено Клио. Да му дадеме значење на автомобилов. Промената што е воведе Клио во 6-та генерација е осетна промена, голема промена. Нема човек да се прашува, па чекај, што има ново? Се е исто, само дисплеите се поголеми. Но Клио покажува напредок, кој што не се сведува само на изглед и не се сведува само на шарени бои во внатрешност или големи дисплеи, туку нуди предност во секој поглед. И во автомобилски вредности, и во вредности, функционалност, во практичност, во такви вредности во секојдневието. Моторот е голем напредок. Од 90 конски сили, сега се преиде на 115 конски сили. Моќноста е безрезервна. Нема лажање.
браншата се смени. Кај автомобилите од оваа класа, кај градската класа, порано имавте реклама во која што ќе видите цена 15.000 евра чини. Меѓутоа никој не го купува тој автомобил затоа што не го добива за 15.000 тоа што го очекувате еден автомобил. Туку купува автомобил од 18.000, 19, 20.000 евра. Во основната изведба со овој мотор Renault Clio чини 20.000 евра. И тоа ме задоволи многу кога видов каква цена на вистина понуди Renault, затоа што ја препознав вредност. Сега е уште рано, меѓутоа рано за да се покажат бројки од продажбата, меѓутоа очекувам дека ова Clio ќе постигне огромен успех не само во делот на службените возила, каде што Renault е стандард речиси со уште неколку производители секако, каде што е стандард туку и кај приватните купувачи. Ќе се зголеми и оној удел на приватни купувачи. Тоа што го одвои Clio од конкуренцијата, односно тоа што му дава печат, е комфортното подвозје, моторот кој што не бара вртење, не сака големи вртежи, но нема и потреба од големи вртежи, затоа што испорачува доволно, повеќе од доволно вртеж од моменти мощност уште во средното подрачје на вртежи. Тоа што исто така ми се допаѓа е системите за асистенција од голема помош се, не само што постојат, туку и ракувањето со системите за асистенција е олеснето, е природно, интуитивно, разбирливо, јасно. Тоа што би забележал, секако е можноста малку повеќе да се додаде, веројатно тоа го има во Esprit Alpine изведбата, го има и тоа, значи малку повеќе отменост, меѓутоа и во оваа изведба би сакал да видам малку повеќе некој материјалче на вратите, некоја облога, нешто француско, повеќе француско, освен тоа платно, уште малку да се извлекло. И во багажникот. Во багажникот е убаво обложен, меѓутоа мене ми недостига малку за впечаток, секако нема да пречи тоа што долу е еластична плоча која што ќе издржи товар, меѓутоа би се добил малку подобар впечаток кога назад би имало една малку подсврста плоча тоа да го направи. Во просторноста на задната клупа има модели кои што нудат повеќе просторност, но не е токав багажник. Тоа не го вбројувам како пропуст, како недостаток на Clio, туку едноставно упатувам на тоа дека има модели кои што нудат малку повеќе простор или чисто јас сум добил впечаток дека се попросторни. А во поглед на тоа што се очекува од ова Clio, да се надоврзе на успехот на претходничката, која што беше најпродаван модел во 2025 година, беше најпродаван автомобил во Европа во првото полугодие. И според тоа што го добивам како впечаток сега при овој прв тест е не само што ова Clio ќе го достигне успехот на петката, туку и веројатно и ќе го надмина. Зошто? Затоа што цената остана иста со претходната генерација. И тоа е успехот. И пак ќе се навратам. Лука де Мео. Браво!